Zašto mirno je carstvo nebesno, blaženi se oni što plaćat. Zašto ti će se utešat, blaženi se milostivite. Zašto ti je se pomiluvani. Ego Pece Vasilija, Milaneve, se znajete vi je? Poštovanje. Dobro. Dobri ste? Hvala Bogu. Odmah da probam kisela voda. Eve Buvčanec jedan naš. Nema ga vode. Voda. Vanču su nas Milune. Makedonec li si? Od Bufe po poteklo. Da. Влезте. A i od Vodensko. Ne, ideme. Sada pitamen čovjek vika tukaj bika. Влезте, сакате надвор, сакате натре, како сакате. Nadmor ti sedneme na luft. Ako nas evo ovdje po centra. Pece, junago. Ajde, zdravi i živi da smo... Su kafe Nema veze da se čukneme. Zdravi i živi. Živi, zdravi, uba i ljudi da se sobiramo ovako. Amin. Dobro da Milane, što najdobno. se zapoznam svega su te. Dobro, Ti se znaš su Milan? Ne me znate, ja sam ne znam. prijatelj na Čičko Andon. Аха. Od Разбирам. Овчарани и со Павле. Ти во Битола? Не, јас бев во Германија, а од Битолскиот крај сум родом. И му ја давав колата, уште тоа беше негде 93-та на Васкопулос и како се викаше од Воден со П буквата. Од Воден? Pasuje? Не, Пасоес, пара... Предсказ? Црното, високото, не му забравив името. I kaj tebe što spijele, neli? Па да, кај мене спија и колата. После, пак еднаш Васкопулос беше со од Пиринска Македонија, со, како се викаш и него, Stojan Georgijev? Не, Стојан Ѓорѓиев. Чудно погледам, Од Гоце Делчев, овој што е на Попо, Нуко. Singartiski. Сингартиски, ама Иван Сингартиски во Штутгарт. Го познав дека е македонец на аеродрому во Штутгарт, сам шетал Васкопулос, му не стигнал на исти авион на време да се каче. И овој дошол со авиона, а не знае никој. И го чека Васкопулос, а јас треба да ги земам со колата. После му дадав колата да возат, сам се шета, не знае ни да телефонира. Му викам, извини, му викам, ти не си германец, му викам, каков јазик говориш? Викам, бугарен си. Кој си ти бугарен? Ти кој дојде да чекаш, му викам? Јас дојдов, му викам, да го чекам Васкопулос. Ами јас треба да го чекам, викам, Васкопулос. Јас сум, викам, македонец. Те познавам, му викам, те гледам дека не си германец. Sve po faci ih poznavaš. По фаци. А Чичко Андон ме пушташе. Чичко Андон е негов соработник и тој береше и пари за виножито и собираше од Овчарене ше, во Битола ше живе. Да. И јас со него прв пат се запознав, а сега и го знам, значи и Павле и сите старите. А од Синонеро имам сега двајца другари тука што играв карти со ним во Германија. Сега не знам дали се живи. Коста, едниот се викаше Вангел. Вангел стари... Да, Старио Вангел. Старио Вангел може, ако и за тој истиот што зборуваме Маџо, презиме. Да, Старио Вангел што имаше битолчанка што беше во Германија од 73-та. Имаше битолчанка. 73-та. А Коста имаше две ќерки. Тија од тука се заминаа во Германија или од... Од тука и тука се вратија. Коста сега треба, не знам дали е жив, треба да има негде 80-85 години овде згора живееше. Плюс то го познавам на Васко Турунџиев, еден внук, со мене беше во Германија, а една има на фамилијата на Васко Турунџиев, исто мажена, во Леринските села, во Лескоец. За еден Мичо Махи се вика. А баџанако му е тука баџанако него Јани. Јани мора да е жив, Јани мора да го знаеш. Јани Папулас. Јани тука е. Јани Папулас. Да, тој е тука. Тој имаш кафе таму. Да, Јани Папулас. Имаш кафана таму. Јани Папулас
превод от турски език на македонски е кисела вода, екшисо. Затоа од екшисо ми викаше стално, значи Коста, јас ќе си јам во екшисо, не одам во Синонеро, ќе си јам во екшисо. И остана така и има две имиња, демека македонското е Врбени, горно Врбени, заради тоа треба да се разликуваме од долно Врбени кој е во Леринската околја таму, во Псовската, во Пелагонија. А Мала Софија што се македонци, дека сте македонци, ве прават бугари. А Мала Софија не е од тоа, Мала Софија е заради тоа имаше тука голема левичарска, да кажеме, од комунистката партија, од партизанското, знаеш, што остана тука многу и појкито време, демека процент на комунистите тука во селото беа зголемени и затоа остана Мала Софија. Знам јас оти тој што во тоа време ми викаше, јас во тоа време дете бев. Тие беа например по 40 години тогаш не ги знаев овие работи, денес што ги знам. Јас после ги научив овие работи во Германија и во другото. Иначе за време например во Југославија ни не учија историја, ни ништо, само не лажеа, партизаните биле јаки борци, не знам што. Јас отидов во Германија, германецо бил во партизаните и ми тумаче, а германец, ама го заробил. Вика, дете, не ми кажвај, вика, ти какви се партизаните, јас бев и во партизаните, и вика, и кај германците, немој да се срамуваш, вика, ти кажувам као мој син, не можеш да се срамуваш, вика, да кажуваш дека се онакво, ќе научиш, ама покасно. Македонското движење има направено две големи грешки. Првата е во времето на Илден, на револуцијата, на Илденското вастање. Не го послушаа тогаш Гоце Делчев, за да не се дигат, оти не бе условите още спремени, а за 4-5 години почна Балканските војни. Ако беше тоа зрело движење што имаше македонското македонскиот народ. Ама тоа му го направи, го филите за да не успее. Ако за 5-10 години зашто почна Балканските војни тогаш имаме силно движење, а не растурено движење, ќе имаме од тогаш држава. Така е, ќе се сочуваме. Ама българофилите не ќе тоа. Тоа е друго, А втората грешка што послушале на комунистката партија и се испразнаа селата и се уничтожија селата, што замина како... Ами Тито ги излага. Дојдете, вика, да ослободиме Вардарска Македонија, после ќе го ослободиме Солун. Тате беше на тоа. Вика во Солун, вика ти... Тито има друга грешки, друго... Дајте и вика пушките, ќе си ојете дома. После вика во Возо, вика во Стрем, а ние Солун бараме да го ослободиме. Ние кога го ослободиме Скопјето, сакаме за време на партизанско, сакаме да одеме на Солун. Сите бе македонците, одеме на Солун. А после нашите македонци ги пуштии на Сремскиот фронт горе. Ама прво ги излага, ги разоружа, после ги... Ние требаше на Солун да се удраме. Ама Ченто му рече, ама Ченто го затворија. Добро, Ченто, после... Ама тој се побунил. Му рекол, не се разоружувате, ќе не излажат тие. Това беше од Лучеви 44-45 година. Заклучок е следниот. Не Ченто, темпо. За вие двете причини што ви каза е следниот. Од се испразнија селата наши. Тоа е многу важно. Од емиграција којто замена за Америка, за Канада, за Германија, после и за Австралија. Прво и второ, оти тоа што кажуваме ние класа, буржуазската класа, никогаш не може, нашата буржуазска класа, македонската, никогаш не можеше да просперира, зашто секогаш беше уничтожена. И ние още до сега немаме буржуазна класа со свест македонска. Още така нема. А те видат со свест ќе те уништа тоа. Не економски ќе те уапса, ќе прави проблеми. Бележенски ќе те уништа, бизнес. Исто за Ченто, видиш. Темпо. Не, за Ченто јас кажам за голем оток. Да, после јас ти кажах оди беше после. Ти го промени Ченто со Темпо. Кој ќе ти текне, само раскажи го тоа што ти беше истата. Мислата.
Мислата ми е оти треба как и да биде, треба ќе постои македонска држава. Како и да се вика, Како не е важно. оти некогаш на грците кои са толку време имаме конфликт за името со републиката, му кажувам следното. Да бидете среќни што има што има Република Македонија и треба да постои како држава. Ако вие мислите имате интерес да се растурува ова држава, жално за вас, зашто тогаш ќе почне движење което ќе бара да се на друго место или во Егејска Македонија и заедно со Пиринска Македонија да се створе нова македонска држава. Тоа е работа што грците си мислат оти Ама што мисли сега? Това е мислене веќе оддавна. Што мисли сега со ситуацијата политичка како се одвива? Дали може таа мислене да се оствари? Ние рековме оти јас сум член на Вино Жито од 1994 година. Уточновачите на Вино Жито. Ние рековме оти ова спогодба што стана меѓу Грција и предишната Република Македонија. Мислиш Преспанскиот договор? За Преспанскиот договор. Добро, јасно. Оти нема, да кажеме, не е правилно една друга држава да се меша да решава за друга држава, како се нарекува. Тоа е конституционно решено од народот на Република Македонија, па од другата страна и ние рековме оти пак тоа што ќе се реше од истиот народ, ние нема да се мешаме во внутрени работи на Републиката во Македонија, тамо во сегашната, да кажеме, северна, како се нарекува. Нема да кажеш Република Македонија. И на граница не вика вие од северна сте. Не, џабе се покушаш, он ти вика северна се. Претходно не викаше Скопјанос, а Фиром се северна. Ние рековме оти тоа што ќе решат граѓаните на Република Македонија, тоа ќе биде и за нас прифатливо, да. Заради тоа ние не сме граѓани на Република Македонија, а сме граѓани на ова и ние ќе продолжуваме да си бараме малцинските права които треба да ми се дадат, които ништо до сега не е дадено. Тоа што гледате по панигюрите едното друго тоа е од нас самите прифатливо и да кажеме сами го организирате, сами го стварувате. Они гледаат да се забрани да се пее, ако може само да се игра. Нив тоа им е идејата. Значи да нема зборење, песна. Да, тоа е друго сега. Ние ќе продолжиме да си бараме и македонскиот јазик да влезе во основниот образованиот систем и во универзитет за да може да кафедри да ваде кафедри за учени кадри да вадат, за да може да преподават. И до сега ние што му велиме на грците, правите попис по национална основа. Да знаеме кој сака да се нарекува грк, кој сака да се нарекува македонец. Знаеме од в момента ситуацијата не е добра за нас. Многу македонци се плашат да се декларираат како македонци. А то
се гледа и од изборите што учествува Виножито. За жал, во една просторија којто живат, да кажеме, во гејски дел, повеќе од ради селата, имаме близо 500 села, не говориме за градовите, за Лерин, да кажеме, град, или за Воден, или за другите градови. Говориме за селата, имаме близо 500 села што се зборува македонскиот език сега во моментот во егејскиот дел на Македонија. А за жал, то не се изразува во изборите и тоа е. Како сте застапени у парламент? Имате ли некој? Сега беше гласањето, Сега беше нема. гласањето, ние учествуваме само за европарламентските избори до сега. Европарламентарските избори. Не учествуваме за во парламентските избори што стават во државата, зашто таму и многу средства нужни и многу луѓе кои треба да учествуват. Да. Поддршка некој од Австралија, Канада, од Америка немате ли? Виножито или да кажеме и од Европа немате. Оти ние многу слушаме за виножито. Ви стварно се борите, разбираш ли? Се разбира, оти. Јас ви се дивам, разбираш, на храброста што го имате и што викате сами. Знаеш што, има едно, да кажеме, 100 луѓе тука во егејскиот дел, што поминае браздата. То значи нема што да се плашат повеќе. Решено е веќе. Решено е веќе, се појавува така. Ама мъчно е со другите луѓе, да кажеме, кога тоа пред малку што каза јас, оти за жал македонската свес е, но македонската свес е многу ниско ниво. Гледаме по панигюрите и по веселбите што стават и во свадбите, не само во некои имаме свадба тука во селото, едно наше дете. Дете биде чудо да си мислиш што ти се намераш во друга држава. Да. Само македонската песна се слушаше. И исто во цели панигюри. Младината многу заинтересирана во Значи ангажира се, значи сака да продолжи ова култура, но од другата страна треба да стане еден клик малце да почне да се мисля и младината како политичка да се вклучи во власта, во борба за власт. И он сака и борба за власт. Во Неапор има фестивал фолклорен. Бугарите доаѓаат со македонски фолклор. Оваа година грците дојдоа со вашите тарара, само не пеат тарарарара тара и ги гледам носиите исти. Од Леринско, тапани бијат во баница. Тоа е еден од големите парадокси. Ама само не ги пеат, само играат молче. Викам, пропејте бе луѓе што чутите. Од најголемите парадокси. Вика грчки фолклор од југот, од Јужна Македонија. Сати национални групи, да кажеме тука, во коите живеат во Грција, во фолклорот си имат и песна, а по телевизија покажува, да кажеме, пондеиците, вие са маџирите коите велиме, или арнаутите, тие са албанците тука што живат, власите, од Критар, којто се разликува малце јазикот од страна на грчкиот, и други групи, и кажуват и су зборови. Единствена група што не покажува по телевизијата и по медиумите со как треба и су зборови, со пеење, само македонците. И ја слушам песна, не ми се вере. Тарарарара, тарарара, тара. И играат, носиите исти, само нема пеење. Значи, она во овчарани што го играат, што го пеат, истото, тоа слунчани што го пеат. Они го прикажуваат ко грчки фолклор, само нема песна. Носи исто тоа. Чичко Андон прв пат во Штутгарт основа друштво, значи македонско друштво, ама од егејскиот дел. И порача музика и се за да дојдат.
дојдоа нашите македонски од Егејска Македонија, значи македонци дојдоа. Оти да се пеело на македонски. Ти си македонец, мора македонски да се пее. Вие сте хапнали нешто да Ако е грчки, грчки, Па ние што ќе правиме? ќе направиме, ќе направиме пробе. Ти правиш и за јадење? Как не правиме? Ќе направиме. Па тогаш Тој работи. А денес не врте зашто заради тоа има или дена. Денес треба да се оди по панигюрите. Зошто додеме кај други тука ќе јадеме? Тука ќе се добиеме, ќе такваме се го најдеме. Блажени се чистите по срце, зашто ти ќе го видам.